Sinovi Božji su naslednici, pesen je pa što vojnikom životom, Balkumina ona objava. Ja sam dobri odkasti i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sve to, da ne se plaši srce to naše. Tatko nebesen, ti blagodaram što ti u ovoj den živeš vo moje to srce so Isusa, tvoj Ote jedinoroden sin, koga go dade za всеко jedan od nas, da ni go pokaže patotna ljubovta, da ne nauči da se ljubime jedan со drug, da ne oblikuje ovo ljubovta, da ne rodi vo duh, da primime sila nebesna, da naučime da se ljubime. Lebot naš nasušen, to je ova. Carstvo to Božjo ne je vo jadenje i pijenje, tuku vo mir, pravda i radost vo Svetio Duh. Radost. Znači, Carstvo to Božjo не е во зборови, туку во сила. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ке зборуваме одредена тема за крштевањето. Важен момент. Едните се крштеваат како бебиња, другите се крштеваат во реката. А суштинското е како ти да бидеш крстен во духот. Во духот да бидеш крстен. Не во тело. Значи, телесното обрезание не е ништо важно. Важно е духовно обрезание во срцето. Дела на апостолите 8, ке исчитам еден стих. Филип и евнухот од Етиопија. Ние го имаме овој момент овде, предходно Савле, Дела на апостолите 8. 8, слава ти Исусе, како може да е се толку Савле, слава ти Господи Исусе Христе. 8. Савле почна да ја уништува црквата дом по дом. Видите, Савле се уште беше Савле. Влегуваше, ги извлекуваше и мажите и жените ги праќаше в затвор. Тој е процесот Савле да станеш Павле. Значи, овој стих е важен 8, како би дошло 14 до 17, кога слушнаа апостолите во Јерусалим дека народот во Самарија ја прифатил Божјата порака. Ги испратија кај нив Петар и Јован. Кога пристигнаа тие, се помолија за овие нови христијани да го примат Светиот Дух, бидејќи тој се уште не беше слегол над ниту еден од нив, туку беа само крстени во името на Господ Исус. Значи, баптизо, англиски баптизет, латински потопување. Кој на јазикот значи сликање, вапца, вапцање јајца, сликање, пресликување. Тогаш Петар и Јован се помолија, положувајќи ги рацете врз нив, и тие го примија Светиот Дух. Значи, како да го примиш Светиот Дух е важно. Тој што доаѓа по мене, јас крштевам со вода, сака да каже потопувам во вода, тој што ќе дојде по мене ќе потопува со дух. Водна бања во словото, тоа е суштината. Значи, крштени е нашиот препев, значи крстен си во вода, што во вода си крстен. Можеш да бидеш крстен само во Исус, да прекрстен, да раскрстиш. Потоа ангел Господов му рече на Филип, видете, ангел веќе му рече на Филип, веќе Филип е крстен, примил дух, 50 дена чекаат, нели, во Јерусалим. Дали тебе ти доаѓа ангел и ти вели стани и оди на југ по пустинскиот пат што се спушта од Јерусалим кон Газа, и Филип веднаш замина. И Филип знае и послушен е. По пат сретна еден етиопјанец
евнух, виден службеник кој раководел со целата ризница на дворецот на етиопската царица Кандакија. Пазете, тој бил на поклонение во Ерусалим. Па сега се враќаше во Етиопија. Значи, човек што оди на поклонение, пазете, духот го праќа, седеше во својата кола, ја читаше книгата на пророкот Исаија. Светиот Дух му рече на Филип: дали тебе ти зборува Светиот Дух, го слушаш, те води или си тераш по свое? Приближи се до колата и придружи му се на етиопјанецот. Значи, духот му вели да оди кај етиопјанецот, не оди тој самиот да крштева. Филип го стаса и кога слушна како го чита пророкот Исаија, го праша: го разбираш ли ова што го читаш? Пазете, тој веќе се поклонил. Како би можел да го разберам ако некој не ми го објасни? Одговори етиопјанецот, па го покани да седне до него, тој го читаше следниот дел од Светото писмо. Значи, ти си се поклонил на Исус. Ајде да речеме. И не го разбираш тоа, треба некој да ти го објасни. Зашто ова е дух и живот. И пазете сега, беше одведен како овца на клање, молчеше како јагне на стрижење, уста не отвори, ако беше понижен и лишен од правда, кога му судеа. И пазите го овој стих, кој ќе ја разбере неговата генерација, тие што беа тогаш, која го лиши од животот на овој свет. Дојде кај своите и своите не го примија. Знаете, потоа евнухот го праша Филипа: како ќе ги оправдаш ти? Го проучуваа словото 14 по 3 генерации и го распнаа семокниот Бог. Потоа евнухот го праша Филипа за кого го кажува ова пророкот, за себе или за некоја друга личност. Тогаш Филип, почнувајќи од тоа место од Светото писмо, му проповедаше на Исус. За Исус му објави. Значи, тој му проповеда првин. Го евангелизира, но тој се поклонил и бара одговор, чита. Патувајќи така дојде до една вода и евнухот рече: еве вода. Што ме спречува да се крстам, да се потопам? И тука фали 37-миот стих. Ќе го прочитаме во другата Библија. Важен стих е тој. Оти ќе разбереш погрешно. Дали тука е додаден или таму, ќе видиме. Тогаш евнухот нареди колата да застане. Двајцата слегоа во водата. И Филип го потопи, го крсти, вели овде. Баптизет. Го вапца, го преслика. А тој пресликување како Исус направи. Кога излегоа од водата, и овде фали стих, Духот Господов го грабна Филип и евнухот веќе не го виде. Овде не пишува дека е крстен евнухот во дух. Ќе видиме. Потоа радосен си го продолжи патот. Филип се појави во градот Азот, минувајќи низ тие предели. Значи, Духот го однесе Филип, ја проповедаше радосната вест низ сите градови, се додека не стигна во Цезареја. Видете, тоа е интересен момент и се ќе го исчитаме од оваа страна. Каде ми беше текстот? Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Одиме ваму сега. Повторно. Дела 8, 14-16. Кога слушнаа апостолите што беа во Ерусалим дека Самарија го примила Словото Божјо, го примиш. Видите, ние знаеме, доаѓа жена, веднаш почнува да плаче, веднаш се растреперува, веднаш сеќава присуство на Дух, веднаш се молиме неколку дена, таа почнува да се заблагодарува и кога останува подолго време, веќе почнува да се расплантува нејзиниот Дух, го прима Словото. Имаме други седат здрвени, седат пола година, одат во некоја друга заедница. Патуваат километри, додат таму на семинар. Одат на книга, промоција која е пророштво. Пазете, и не примаат. Тоа е целата суштина. Значи, што беа во Самарија го примија Словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован. Тие штом слегоа се помолија за нив да го примат Светиот Дух. Ја гледам дека кога почне да се моли, таа прима, се растреперува. Душата и се растреперува, па слегува сила небесна. Зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив.
во Самарија, а тие беа, овде вели, крстени во името на Господ Исус Христос, потопени. Се откажуваш ли од гревовите, се откажувам, се покајуваш, веруваш ли во Господ Исус Христос? Во водата, потопен. Ама Јован вели, тој што иде по мене, ке крштева со Дух Свети и со оган. Кога ќе дојдеш ти со огнот да се распламти твојот дух? Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. Да го примиш Светиот Дух, значи Исус да го примиш во срцето и како Филип што го води, еве овде, на Филип му рече ангел Господов или Духот да ти зборува, да го слушаш, не да постапуваш од себе си. На Филип му рече ангел Господов, стани и тргни на југ, по патот што води од Ерусалим за Газа кој е пуст. Тој стана и тргна, не рече зошто, како, не ќе сакам. Ете, еден човек од Етиопија, евнух, висок достоинственик од Кападокија, етиопската царица, не е израелес, кој беше чувар на сите нејзини ризници, дошол во Ерусалим на поклонение. Ете, тој што сака ќе дојде. Дошол да се поклони. Значи, тој е тргнат веќе кон Исус. Пазете сега. Кај се поклонува? Ковчегот на заветот е таму. 10 Божи заповеди. Тој се поклонува на тоа. Знае дека е тоа сила и дека не може сам. А сега се враќаше и седејќи в кола го читаше пророкот Исаија. Духот пак му рече на Филип. Видете, тоа е дух. Син Божи кога го води Духот Божи. Приближи се и застани до колата. Филип побрза откако чу дека тој го чита пророк Исаија, му рече, го разбираш тоа што го читаш? Дали го разбираш и дали го применуваш уште на понатаму? Овој одговори, како ќе можам да го разберам ако некој не ме упати? Он ти го покажува принципот, некој треба да те упати. Ти треба учител во духот, просветлен учител. Но фати се за тој учител додека не примиш, а не одиш од еден учител на друг учител. Нема да примиш. Се труеш така. Не знам што да ви кажам. Потоа не ќе да примиш од една црква, од друга црква, па ваму, па читаш проповедници и така натаму. И сега, го разбираш ли тоа што го читаш? Како ќе можам да го разберам ако некој не ме упати? Па го замоли Филип да се качи и да седне до него. Тој бара помош, барајте и ќе ви се најде. И ќе најдете. Местото од писмото што го читаше беше ова. Како овца на клање беше одведен, како што јагнето стои безгласно пред својот стригач, така и тој ја отвори устата своја. Во неговата понизност тој беше лишен од праведен суд. Исус, и вам ќе ви се случи тоа поколението негово. Кој ќе го оправда, искаже, зашто нивото животот негов се одзема на земјата. Како ќе ги оправдаш ти нив? Толку години го проучуваа Словото и го распнаа семокниот Бог. Така и денес тие што го проучуваат, го распнуваат. Те молам за кого етиопјанецот му рече на Филип го зборува ова, за себе или за некој друг. Филип ја отвори устата своја, поверува и затоа зборува, започнувајќи да му објаснува тоа место во писмото и да му благовести за Исус. Тој бара одговор. Тој е жеден за дух, се поклони, чита, не е полн со знаење и горд дека е завршил. И одејќи така патем тие стигнаа до една вода, етиопјанецот рече, еве вода што ми пречи да се крстам. И овој стих е тој што го нема во плавата. А Филип му рече, ако веруваш од срце, ако веруваш од срце, можеш. Така да тие што влегуваат во водата, штом немат дух, не веруваат доволно или од срце. Тој одговори и рече, верувам дека Исус Христос е Син Божи. И можеш да речеш, да, веруваш во Исус, верувам, трап во водата. И ништо. Потопен си само, баптизо. И заповеда колата да запре, слегува во водата обајцата и Филип и евнухот, ладно е, и го потопи, го крсти. Да раскрстиш со стариот човек. Ако го излегува од водата, значи водата го крсти или тој. Духот Свети овде го нема во таа плавата. Се симна да девнухот.
Значи, дали ти имаш срце или немаш. Ангел Господов го грабна Филип, евнухот веќе не го виде, тој радосно го продолжи својот пат. Првата манифестација е радост, кога ќе примиш дух. Кога слезе духот во црквата на преображение, јас почнав да пеам и да се радувам и не можам да сопрам да се радувам. Радувајте се и пак радувајте се, радоста да биде полна. А Филип се најде во Азот, каде што тргна во обиколка, проповедувајќи го Евангелието по сите градови, се додека не стигна до Кесарија. Тоа подразбира да стигнеш до Кесарија, еве како духот се објавува, се запишува како и зошто исцелуваше Исус, или ова да го читаме, ме најде на интернет. Коментираше нешто на еден пост, цитираше стихови од Светото Писмо, му пратив книга, песна, посака да дојде да слави со нас. Повелете, црквата на Исус Христос го донесе духот, но кој дух го донесе? Духот на овој свет или духот на вистината, духот на Исуса или духот на неговата заедница? Важно прашање за живот и смрт, кој дух те води? Ми рече дека одел во домашна црква, беше, го видовме, на крај рече не се согласува со се што сум зборувал. Проповед, кој зборува? Не зборувам јас, Исус зборува. Му велам дека тоа слегува, не го разбира тоа. Што не разбираш дека текстовите слегуваат, ти учиш од телесни учители. Но дека му се допаднало славењето. Видите, славењето и проповедта се од истиот извор. Славењето и проповедта се во еден дух, не зборувам јас, духот зборува. Ако тоа не го разбереш, ќе си останеш во твојот дух. Мислиш дека знаеш, дека си посебен. Вртиш ја проучуваш Библијата, библиски, без шлемот на спасението. Ти со својата глава, со туги мисли, туги ставови, туги сознанија, ако ова што се зборува е од духот, ти се спротивставуваш на Исус. Нели, секоја мисла треба да е покорна на Исус. Онда мисли Исус да те води, учи, обликува, да му го дозволиш тоа, да те потопи во духот, ти да се претопиш во духот, да се родиш од жива вода и од дух. Потоа ми прати проповеди од интернет. Некоја апостолска црква, човек рика на сет глас, друг дух е тоа, протестантски, не можам да го слушам тоа. Духот на овој свет, представен како Исусов, ќе прелаже многумина, цитати, стихови, камења. Ја отворил Библијата, проверува кажани стихови. Се однесува како телесен студент на земен факултет, со своји мисли, сили, ум, желби, замисли, себељубие, занес, без вистински да му се предаде на Исус, да се потопи, да се баптизира, да се вапца во љубовта, да се роди во дух, духот да го поучува. И не се согласува дека не требало да се крсти, значи да се потопиш во вода. Кој крсти сега, водата ли крсти? Добро прашање. Го капеш телото или душата? И му заповеда Господ Бог на човекот и рече. Пак ќе дојдеме до тој момент. Од секое дрво во градината можеш да јадеш. Освен од дрвото за познавањето, да знаеш ти што е добро и зло, од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. А тој слуша проповедници на интернет од некоја црква, жеден за знаење, без да ги разликува духовите. Сака да знае што е добро, а што зло. И ќе биде затруен, заробен од духот, измамен од духот на овој свет. Затоа треба како Филип некој да ти покаже. Му велам дека не слушам телесни проповедници. Тој ми праќа јас да слушам проповедници. Дека добивам од духот, не сакам да се затрујам. Овие текстови слегуваат. Тоа не го разбира. Не го разбира тоа. Со своји сили ја проучува Библијата во телесен дух.
си јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Жед за знаење. Оделе по други цркви, слушале ваму за знаење да добијат. А не го примаат духот, не го примаат, нема радост. Знаете, Исусе, дај ми сили со стап да дојдам или со сладок збор. Ете, Адам стана како еден од нас. Знае што е добро и зло, но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Тогаш Бог го изгони од градината Еден, за да ја обработува земјата како Каин да си матка овде, од која е земен да го убива Авела. 1 Мојсеева 3:23. Знаење кое возгордејува ти самиот и љубов која ослободува, препуштен во Исус, Исус во тебе и ти во Исус, во дух исполнет, учен и воден, баптизиран, потопен, вапцан, пресликан во духот. Ми вели дека не се согласува со мене, например, за водно крштение. О, Исус е на помош. Ако Исус зборува од мене, пазете, не се согласуваш со Исус тогаш. Ми посочува Дела 8:26, Филип го води духот, значи сега го читавме тоа. Филип го води духот, го слуша духот, оди на југ, сретнува Евнух, дошол во Ерусалим на поклонение, тој е веќе кинисан, ковчег на заветот, духот го води Филип до него, не оди сам, не слуша проповедници на YouTube, не оди со својот ум, духот го има преплавено, баптизирано, водна бања во словото, биде дека Евнухот чита од Исаија, не разбира сам, бара помош, побара толкување од Филип. Евнухот не јаде од дрвото на познанието. Пазете, Филип му кажа за Исус, пази, и кај отидовме, стигнаа до вода, Евнухот сака да се крсти, ако веруваш од срце, значи комплетно препуштање во твоето срце да живее Исус. Можеш. 8:37, верувам дека Исус е Син Божи, сум му се доверил, сум се прекрстил од тихо во Исусов. Воден од дух, понизен, бара толкување, верува од срце, не со умот, со духот. Слава ти, Господе Исусе Христе, што и во овој ден, значи крстен во вода, потопен во вода, баптизо, вапцам, пресликан како Исус и пресликан, потопен во дух и во оган, во пламенен дух на љубовта. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ни го објаснуваш се во Твојот дух, што Твојот мир и Твојата сила не води, што ме држиш здрав и исцелен. И велам не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во двете заедници, во македонскава земја и насекаде. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Амин, до Божјиот царство небесно. Амин. На сите што го примија им даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пато што го животот, балкумина на оѓа. Јас сум добриот пастир и љубам овците, и една да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако сето
srce po